Драги гледачи, гостин во ова интервју за емисијата Инфорегион е митрополитот Преспанско-Пелагонски и администратор австралиско-новозеландски, господинот Петар, со кого што ќе поразговараме во овие предвеликденски денови за повеќе актуелни прашања. Господине Петар, пред се, добре дојдовте во ова ваше прво интервју за Инфорегион. Добро ве најдов и благодарам на поканата да бидам гостин на вашето инфоинтервју. Како што кажаме, се наоѓаме не само неколку дена до еден од најголемите христијански празници, а тоа е Великден. Ќе поразговараме повеќе околу многу актуелни теми, но што прво би сакал да ве прашам, а тоа е дека владата донесе одлука да нема полициски час за самиот ден Великден, односно сабота спроти недела, за разлика од минатата година кога во тој временски период за празникот имавме полициски час. Како оваа година ќе се одбележи празникот? Сметам дека е оваа одлука на владата коректна и нема на некој начин селекција како што беше минатата година. Знаеме дека кај нас беше кажам дека ќе биде полицискиот час, додека кај другата поголема или меѓу другите верски деноминации најголемата верска заедница исламската не беше тоа застапено. Иначе овој пат се направи урамноловка некоја подеднакво да се даде на двете, и на Македонската православна црква и на исламската верска заедница, на овие заедници верски, односно на црквата и на исламската верска заедница, да имаат слобода на самиот празник, во очи на празникот и ноќта, да бидат слободни, односно да ги дочекаат празниците во една поголема слобода. По прашањето на тоа како ќе го дочекаме Великден, сакам да кажам дека кај нас мнозинството на верниците се присутни вечерта. Односно некаде околу полноќ, и конечно е факт дека тоа се случува надвор од храмовите, значи во дворовите на црквите, каде што има многу поголеми услови за заштита на верниците од пренесување на болеста, и уште ако сите носат заштитни маски, тоа ќе биде уште од поголема полза, но и ако се чува исто така и растојанието, односно предвидените мерки за заштита од пренесување на вирусот COVID-19. Во таа смисла сакам да кажам дека потоа, откако ќе заврши главната прослава на Великден, кога ќе се каже Христос воскресе, кога ќе се прочита Евангелието, проповедта, односно беседата на поглаварот и така натаму, тогаш веќе очигледно дека верниците во најголема бројка заменуваат дома, а на самата литургија, односно утринската богослужба и литургијата, останува многу мал дел од верниците, дури помалку од 10% од вкупниот број што дошле вечерта кога се прославува празникот. Така што не се заканува никаква голема опасност од ширење на оваа болест, на вирусот COVID-19 за време на празниците, и уште ако бидеме ние коректни, верниците во врска со свештенството се разбира, архиереите, во врска со практикувањето на предвидените средства ќе биде секако од за сите задоволувачки, да се доживее радоста великденска по голема мера, кај сите верници да бидат исполнети со радоста, од друга страна исто така да не дозволиме да се шири болест. Дали како синод преговаравте за ваквата одлука со владата? Поглаварот на нашата црква бил во комуникација со предпоставените од власта и имале заедно со представниците на верските заедници исто така средба на која се договориле, а од наша страна, од страна на нас архиереите, тоа дадена согласност тоа да се направи така, и се разбира да се почитуваат мерките за заштита од болеста. Кога станува збор за болеста и за заштита
од неја. Вие неодамна и самите лично го прележавте COVID-19, но и пред да го прележете COVID-19, упатувавте на почитување на сите мерки кои што се создадени од страна на надлежните органи. Кои ќе бидат вашите апели оваа година во пресрет на празниците до верениците во однос на оваа насока? Па, како што бе и досега и понатаму останувам јас на својот став дека треба да се почитуваат мерките за заштита од ширење на болеста и дека ние тоа често пати го посочуваме. Ако водиме строго сметка околу тоа како да се однесуваме, како да се заштитуваме, многу е мала можност за ширење на болеста. Но сметам дека најголемиот проблем е за ширење на болеста е во затворени мали простории, односно во канцеларии некаде или други простори каде што се собираат луѓето на трпеза и така натаму, додека во црквите е најмала можност за да се шири болеста, бидејќи црквите се огромни, големи, високи. Значи има голем волумен простор во самата црква, височина има по 10-15 и повеќе метри, празен простор во црквата, секогаш воздухот оди нагоре, што се вели потоплиот воздух и така потоа се отворат прозорци и врати задолжително сите за време на богослужбите. Тоа го практикуваме дури и по цена да настинеме. Јас инсистирам свештениците да ги остават отворени вратите, и влезните, и излезните, јужна, северна врата, прозорците исто така, да има еден провев низ храмот. Тоа е од голема полза за неширење на болеста, а што се однесува до она, како што некои заговара дека се наводно се ширела болеста преку причесната, мислам тоа не е предмет за дискусија на неверници. Тоа е предмет за дискусија на луѓе кои веруваат, па да им се објасни нешто повеќе, инаку да разговарате со неверници за верата е исто како да се впрегнете во јарем со вол, да орате можеби подобро толку со луѓе што не се разбираат од тие работи. Ако не се разбираат, а зашто би дискутирале со тие луѓе за такво нешто? Зашто ние сме сведоци дека до денеска ниту еден свештеник, ниту еден ѓакон, ниту еден владика не се заразил од причесната, бидејќи причесната е телото Христово, Христос Господ, неговото свето тело и неговата света крв. И не може лекарот на лекарите, а Христос е лекарот на лекарите, тој да заразува. Така што не во врска со ова смо болест. Ние имавме и порано болести. Се сеќавам 70-тите години, кога служевме служби, кога се јави вариола вера. Ние не престанавме со богослужбите и никогаш никој не покажа со прст дека вариола вера се шири преку причесната. Сега некои луѓе си дадоа за право да навлезат во работите што не се од нивна компетенција, а ние укажуваме на тоа дека оние луѓе што мислат дека постои опасност да се шири болеста и преку причесната, тие не само што не треба да се причестуваат, туку ним треба да им се забрани воопшто никогаш да не примаат причесна. Се додека не се покајат и не исповедаат верата. Значи, никој не е принуден да се причестува. Ама ако веќе некој се сомнева, тој не треба да се причестува, а исто така и не треба да му се даде причесна се додека не се покае и додека не поверува дека верата во телото и крвта Христови е над секаква дискусија по прашањето на било какво пренесување на било каква болест. Добро, луѓето кои што не се запознати со црквата, можеби те се плашат. Причесната дека ќе се заразат. Ако се плашат, нека не пристапуваат. Ние дури советуваме секој што е дури и суспектен и тој не треба да влегува во црквата, се додека не се докаже дека се излекувал, односно дека е негативен. Што значи опасноста е најголема за пренесување на болеста
од суспектните и од оние што се асимптоматични. Асимптоматичните и тие се голема опасност. И да не заборавиме дека луѓето што ја пренесуваат болеста со знаење, тие се свесни убици, бидејќи не знаеме ни оно што ќе зарази, дали ќе преживее или нема да преживее, или е тоа на некој начин обид некој да го убиете некого, ако не може да ја прележи болеста, или исто така да го заразите па да страда човекот. Па од таа гледна точка, секој што е суспектен, што покажува знаци дека сличен е на тоа дека е од таа болест, не треба да доаѓа во црквата, во храмот, туку да бара тест, да се тестира, да се утврди неговата здравствена состојба, а и оние што се асимптоматични, и тие треба почесто да се проверуваат и да се тестираат. Не знам, се сеќавате, може уште на почетокот, Светската здравствена организација што препорачуваше. Тестирај, тестирај, тестирај. Само преку тестирање можеме ние што е можно максимално да се заштитиме од болеста. Без тестирање не можеме. Ево конкретно, лично за себе кажувам, јас немав некои симптоми, но мала покаченост на температурата 37 со 1 со 2, некако како да ми навести дека можно е да сум заразен, и веднаш се тестир и се покаже дека сум позитивен. Каква беше, дедо Владика, вашата клиничка слика? Може би лично прашање на голем дел од верниците и граѓаните може би ќе ги интересира тешка или со полесна клиничка слика поминавте за време на COVID-19? Каква беше? Очигледно дека ако не сум имал никакви симптоми, и не само симптоми, туку и последици или прогрес на болеста, не мога да одам во болница. Што сум одишол во болница, значи состојбата била зрела да се оди во болница и да се бара лек кај соодветни стручни лица кои што ќе дадат соодветна стручна помош за лекување на болеста. И секако дека секој од нас е тој што избира каде ќе се лекува и така натаму, и никому не може да му каже ти ваму или таму ќе се лекуваш и така натаму. Тоа е избор на секој поединец и тука нема дискусија околу тоа прашање. Така што не беше мојата болест ниту едноставна, со некоја што би рекле слаба или незабележлива слика на болеста, но беше сериозна до одредени граници, се разбира, но јас не сакам за тоа да коментирам и да дискутирам, како што ниту лекарите сакаат да коментираат и дискутираат, што значи не стануваше збор за некоја превентива, тоа сакам да кажам. Кога станува збор за мерките за заштита од COVID-19, тука се и вакцините. Кај нас на одреден начин започна вакцинацијата во државата. Кај на популација над 73 години со вакцината на AstraZeneca веќе се вакцинирани и оние категории граѓани кои што имаат поголем допринос со народот, како што се медицинскиот персонал, армијата, полицијата и така натаму. Наскоро се очекува да започне и една масовна имунизација на населението, најмногу со пристигнувањето на кинеските вакцини. Кога станува збор за вакцинацијата, дали како Македонска православна црква имате изградено определен став кон тоа, затоа што голем дел од верниците во овој момент се во некаква недоумица што да прават, дали да се вакцинираат или да не се вакцинираат? Па ако дискутираме околу тоа, прво да почнеме со здравствените работници и со лекарите. И тоа врвни лекари, инфектолози, кои се занимаваат исклучиво со вакви болести, инфективни и така натаму. И кај нив има поделба. Едни лекари велат дека не сакаат да се вакцинираат, од инфектолозите, не сакам да именувам, други велат задолжително треба да се вакцинираме. Едни велат со оваа вакцина ќе се вакцинирам, другиот вели со било која ќе се вакцинирам. Едниот вели дека веднаш треба да се вакцинираме, другиот вели па треба да се види, да се проведи, да се испита, да се причека, можеби година, можеби две, дали ќе има ефект вакцината и така натаму. Така што забуната не доаѓа од страна на црквата или на верниците или на нас свештенослужителите, владиците, свештениците и монаси така натаму, туку доаѓа прво од здравствените, врвните здравствени работници кои имаат поделеност по тоа прашање, по прашањето на вакцината.
Но лично сметам дека секој човек треба самиот да одлучи што ќе прави и како ќе прави, дали ќе се вакцинира или не. Ако не се да се вакцинира, треба ризикот да си го сноси самиот ако дојде до болеста и да има последици страшни, па дури не дај Боже и смртни последици. Затоа велам дека тоа е веќе одлука на секоја личност посебно. Лично јас за мене што се однесува, сега сум секако пост-ковид се лекувам, односно заздравувам и така натаму, негативен сум, но секако дека кога ќе се создадат услови, ако немам антитела, одбранбеност на организмот за заштита, зошто не би се вакцинирал? Би се вакцинирал, не е никаков проблем. И уште е нешто да кажам, дека имаме ние во црквата, ама не само во црквата, и надвор од црквата, мислења пак спротивставени околу вакцинирањето, додавајќи уште нешто што не е во ред или претерано укажување на тоа дека со вакцинирањето навално ќе се ставил чип некаков во луѓето кој што ќе создавал опасност на тој начин ние да бидеме како луѓе веќе зависни од некој така наречениот нов поредок, односно да бидеме под власта на сатаната. Токму така, овие денови сме бомбардирани, да не речам, со такви информации на социјалните мрежи, на голем број портали, дека преку вакцината се сака да се стави чип, дека се во последните времиња и така натаму. Видете, јас не мислам дека преку вакцините, ако било тоа преку вакцините, и досега ќе ставеле чип. Преку вакцина не ќе може да се стави чип, но чипот, иако се става, тој обично се знае каде се става и како тој делува и така натаму. Очигледно дека во Откровението Јованово кажува дека обично таквиот знак или чип, како што викаат, ќе биде на раката. Дури за православните се вели на рацете дека тука некаде требало да се стави, за да не можеле да ги слои над прстите православните за да се прекрстат. Оружјето против ѓаволот е крстот. И ако не може човек да се прекрсти, тогаш значи не може да се брани од сатаната. Таму затоа се вели дека знакот ќе биде ставен на рацете и се предпоставува дека на оваа или на другата рака или на двете раце може да се стави чип и така натаму, но тоа е работа која што нема да биде тајна, ќе биде јавна. Веќе чип се става, слушаме дека е во Шведска или каде имало, дека веќе доброволно некои сакале да си примат чип. И сега чипот е за да се врши контрола над личноста, каде се наоѓа што. А дали може да му се сугерира или не и колку може да му се сугерира, тоа е веќе друго прашање. Но јас мислам дека не треба ние со тоа премногу да се занимаваме и тука да трошиме огромна енергија која ни е дадена за спасение на душите, а не за заблудување повеќе во тоа да кога ќе биде крајот на Христовото доаѓање. Тоа веќе води кон сектанството. Си споменуваме за адвентистите кои во 1874 година предвиделе дека ќе дојде второто Христово доаѓање, па во Америка таму се организирале да помогнат сиромаси и бедни така натаму се, па да се изнајадат, па ги изели кокошките, петлите и друго се така натаму, но Христос не дошол. И бидејќи не дошол, па направиле грешка во пресметките, па ќе биде после второто доаѓање Христово во 1914 кога е Првата светска војна, па и тогаш не дошол, така што да не се занимаваме со тие сектански работи, доаѓањето на Христа како судија и страшниот суд. За нас, за секој од нас, страшниот суд веќе е кога ние ќе умреме. Јас кога ќе умрам,
ќе ми се суди според состојбата во која се наоѓам јас како верник. Мојата духовна состојба, душевна состојба и мојата телесна состојба. Дали јас сум се подготвил за средба со Христа. Јас нема да ми се суди мене според второто Христово доаѓање, кога ќе биде, туку ќе ми се суди според тоа како сум го минал својот живот овде на земјата, дали сум поработил за своето спасение, дали сум живел согласно со Светото Писмо, Светото предание и учењето на светите отци и дали сум го заслужил спасението, а тоа ќе биде пресудено на секој временен суд на секој поединец, секој од нас кога ќе умре, односно кога ќе се раздели душата од телото, и тоа е периодот, тоа е времето кога нам ќе ни се суди до второто Христово доаѓање, кога на второто Христово доаѓање веќе на сите ќе ни се суди. Значи, овде ќе имаме посебен суд, а таму ќе биде сеопштиот суд. И така не треба ние со тоа да се занимаваме, туку треба се занимаваме повеќе со спасението наше. Дали ние кога ќе се разболиме од ова или било која болест, ќе си ги исповедаме гревовите наши, што сме ги направиле, дали ќе се покаеме за гревовите, дали ќе побараме од свештеникот прошка за гревовите и совет како да се избавиме од нашата гревовна состојба. Дали ние кога ќе се разболиме и можеби ни се заканува опасност и да умреме, ќе се покрај исповета ќе се причестиме за да се соединиме со Христа, па на тој начин очистени да се сретнеме со Христа при таа наша средба времена кога се разделува душата од телото. Тоа е најважната работа. И сметам дека за оваа болест која веќе ни дојде и која е на некој начин опомена Божја, не е ова случајна работа, бидејќи не се однесува само на поединци, на групи, на одделни држави и народи, туку за цел свет. Ова е опомена како што била опомената за времето на прадедото Ное, кога бил сеопштиот потоп. Ова е опомена како што била на опомена со Содома и Гомора, кога заради таквата гревовна состојба на содомјаните и гоморјаните, Господ ги уништил тие два града со сумпорна роса или дожд, и таму е сега мртвото море како потврда дека таму нема живот ни физички, а камули за духовен и така натаму. Значи, тоа се опомени кои нам не се испраќаат, од кои ние треба да извлечеме заклучок дали ќе се поправиме или не. Како што Јона, пророкот, отиде и им проповедаше на нивјаните и им рече, ако не се покајат, дека ќе погинат. Тие тогаш го послушаа, постеа и се исповедаа, и се поправија, не само тие што постеа, туку и стоката постеше кај нив, и Господ го спаси 40.000-ниот град Нинивија заради нивното покаяние. И нас ќе не спаси ако се покаеме. Затоа секој што се разболел од оваа болест не треба да оди в црква, туку, рековме, да ја утврди болеста, треба да повика свештеник кој што со заштитни мерки, скафандер или не знам што треба да дојде, да го исповеди, да го причести, и ниеден од заболените да не оди непричестен во болница ако мора да оди, туку нека се исповеди, нека се причести, за, не дај Боже, повргу да оздрави и да се спаси, или ако е Божјата волја да го напушти овој свет, да отиде покаен, исповедан и подготвен за средба со Христа, нашиот Бог и Спасител. Кога станува збор за свештениците, ги спомнавте, исповета, причестувањето, свештениците спаѓаат во една категорија граѓани кои што се, за разлика од другите, многу повеќе во допир со луѓе заболени од COVID-19. Токму како што кажавте, за време на исповед, за време на причест, за време на погреби, знаеме за жал колку погреби имаме само од луѓе починати од COVID-19 овој период. Имаше, мислам дека и од Комисијата за однос со верските заедници некаков предлог да се стават на примерна листа свештениците за вакцинација. Дали имате разговарано на... Па јас мислам дека не помалку од здравствените работници се свештениците изложени на ризикот за да се заразат или да ја пренесат
bolesta, ako se заразени, а не се тестирале и не се утврдило дека се позитивни. Ние имаме заболени свештеници кои прележаа. Во нашата епархија двајца свештеници починаа. Едниот млад свештеник, најверојатно и од неискуство доволно од таа болест, иако пред тоа не боледува од никаква друга болест, но очигледно дека многу брзо прогресирала болеста и кога веќе беше однесен во болница, беше веќе доцна. Значи, направила најголем проблем на белите дробови најверојатно и не можеше свештеникот да се спаси никако. Вториот свештеник од друга болест беше од излив на крв во зокот, однесен во болница, па во болница се зарази и така почина. Така што не знам како е состојбата со починати свештеници во другите епархии. Значи во нашата епархија имаме само двајца свештеници што починаа, рековме, едниот што се зарази во болницата како пациент поради друга болест однесен, а другиот здрав прав свештеник кој што најверојатно не обрнал доволно внимание на симптомите и прогресирала болест и тоа е последицата. Затоа и советувам и на свештениците, но и на секој верник. Тестирајте се постојано, почесто. Дури не мора, ако се покаже дека сте асимптоматичен, да сметате дека нема да се одрази од болеста на здравието ваше, ако се тестирате, зашто може би, односно ако не се тестирате. Затоа треба да се тестираме почесто и да се проверува здравствената состојба, зашто за неколку дена, 2-3 дена или може би неколку часа може таа болест да направи страшни последици по здравствената состојба на човекот, особено да удри на виталните органи, како што се белите дробови, црниот дроб, исто така, па срцето, бубрези и така натаму. Како што кажаме на почетокот од ова интервју, се наоѓаме на само неколку дена пред најголемиот христијански празник Великден. Која ќе биде вашата главна порака до верниците за овој празник? Што представува воскресението за современиот човек? Воскресението Христово е всушност празникот на сите празници. Торжеството или прославата на сите прослави. Зошто? Затоа што нашата вера е вера во воскресението. Што значи сето тоа другото е второстепено. Значи нашата вера е крстовоскресна. Значи мора според нашата вера да се поднесат страдања. Како што Христос ги поднесол страдањата, заради нас и заради нашето спасение. Христос не дошол во овој свет заради себе. Значи Синот Божи кој превечно се раѓа од Отецот Логосот, туку за човекот да го избави од гревот и смртта поради непослушноста на Ева и Адам, како што поради непослушноста на Ева дојде гревот, а преку гревот дојде смртта. А сега имаме преку послушноста на новата Ева, Пресвета Богородица, доаѓа спасението, доаѓа Спасителот, Христос, кој прима човечко тело и во се со луѓето се изедначува по природа, како човек, освен во гревот. И Христос доаѓа не за нешто друго, туку да пострада заради нас. Значи, гревот може да се уништи само со тоа што некој ќе пострада за гревот. Во конкретниот случај, оној што страда е Христос, кој страда за сите генерации од почетокот па до крајот на светот. Така што преку Христовото страдање на крстот или крстната жртва, на сите луѓе им се земени гревовите. Ги понесол Христос нашите гревови. Понатаму ние за направените наши гревови не треба да отплаќаме, како што учат некои други верски заедници, како што и кај римокатоличката црква, туку
ние треба од моментот кога ќе осознаеме дека сме грешни и сме направиле гревови, да се исповедаме, да ги признаеме гревовите, да донесеме цврста одлука дека нема да ги повторуваме гревовите и дека за сметка на тоа што сме грешеле, од сега натаму ќе правиме спротивни дела на гревовите. Ако сме лажеле, секогаш вистина да ќе ја говориме, ако сме краделе, да го вратиме украденото и да даваме милостење на оние што имаат потреба, болни, сираци, сиромаси, вдовици и сите оние што имаат потреба од помош и така натаму, зашто нашата вера е крсто воскреса. Значи мора да се пострада за верата, бидејќи Христос за нас пострадал и ни дал пример. И никој од апостолите не бил повикан од страна на Господа Исуса Христа за некакви уживања или за некој спокој. Што рекол Христос на апостолите? Ако мен ме гоня, и вас ќе ве гонат. Ако моите зборови ги запази, и вашите ќе ги запазат. Што значи? Дека Христос како што бил гонет, така биле гонети апостолите. 7 мина од нив, како Христос на крст се распани. Другите се со камење убиени. Свети апостол Павле е со меч погубен, пресечена му е главата со меч и така натаму. Така што сите маченици, сите страдалници, сите испосници, сите подвижници, некој на ваков или онаков начин пострадале за Христа, зашто не мора да се пострада во смисла телесно, конечно убивање, ама ако ние болките ги поднесеме и се сообразиме со Христовото со Христовите страдања и со страдањата на нашите блиски, ако сме сострадалници со нив, а не да сочувствуваме, туку да сострадуваме, ако болката на другиот сме ја примиле како своја болка, ние веќе сме поднесле жртва. И затоа нашите молитви се тространи. Значи имаме молитва каде што ние просиме нешто, бараме. Пред се бараме од Бога да ни прости гревовите, значи да ни се простат гревовите, бараме од Бога здравје, бараме се она што е полезно за душата, па и за телото, се разбира, во смисла на спасението на човечката душа. Второто е, ние и принесуваме на дар на Бога. Што е литургијата? Литургијата е принос. Ја принесуваме таму, кажуваме ние еден возглас, кој што вели, од твоите дарови тебе ти принесуваме на дар. Господ ни дал леб и вино. Ние му го принесуваме лебот и виното на Бога, неговиот дар. А Господ тој леб и вино преку Светиот Дух на канвот на Евхаристијата ги претвора во тело и крв Христови. И ете, гледате сега, ние му дадовме на Бога од неговите дарови, Господ ни возвраќа со благослов, ни го прави тоа да биде тело и крв негови и ние ги примаме и веќе го примаме Христа во душите наши и во нашите тела. Тоа е приносот, но приносот треба да биде и ние самите себе си да му се принесеме на Христа. Како она што Света Лидија, првата христијанка македонка во Филипи, што била крстена од Свети апостол Павле, чиј дом станал и првата црква во Македонија и во Европа, за која вели Свети апостол Павле дека таја нас не принуди да бидеме нејзини гости. Рекла, ако ме примате за верничка, не смете да го минете мојот дом. Тоа е едната работа. Другата работа е што таја вели и душите своји тие ни ги поклонија. Ни ги дадоа, значи да управуваат апостолите со нивните души, односно да ги исповедаат, да ги советуваат и да ги водат по правиот пат на спасението. И она третата, благодарствената молитва. Ние што сме сега должни после ова болест што нас не нападна? Сите што останавме живи, да му заблагодариме на Бога. Но не му благодариме. За жал, не знаеме да благодариме за она што Господ ни го дал. Но исто така, да му благодариме на Бога и за оние души што премина од овој свет во оној свет, кои ако отидоа покајани, она кога што го кажавте, со врска со воскресението на нашиот празник на празниците, односно Великден, тоа е дека и во Стариот и во Новиот Завет
верата е во воскресението. Ниту еден старозаветен праведник или верник нема да се спаси ако не поверува во Месијата. А Месијата е Христос Спасителот кој доаѓа во светот и умира со својата смрт, ја уништува смртта, ја победува и со своето воскресение нам ни дава гаранција дека и ние ќе воскреснеме, како што пред да влезе во Ерусалим го воскреснал Лазара, со кое покажал чудо за општото воскресение на луѓето. Така, ние треба да знаеме дека во целиот Стар Завет сите што верувале во Месијата и тие што верувале во Месијата верувале во него како во оној што ќе го спаси човечкиот род. Како? Со својата смрт да ја победи смртта. На крстот страда, погребан е, во третиот ден воскреснува. Без вера во воскресение нема спасение. Затоа ние во символот на верата, последниот член од символот на верата вели и животот во идниот век. Амин. Значи вера во живот во идниот век, а тоа е вера во воскресението на мртвите, во воскресението Христово, кое е гаранција за нашето воскресение. И затоа велиме дека нема поголема радост од воскресенската радост. Зашто? Има ли поголема радост од тоа кога имате чудо кое говори дека е смртта уништена и животот е воспоставен за сите времења вечно, а тој живот воспоставен за сите времења за човечкиот паднат род, падната човечка природа е гаранција Христос Спасителот кој воскресал од мртвите и нас ќе не со воскресне и на сите ќе ни суди на страшниот суд секому според делата. Дедо Владика, кога станува збор за празникот Великден, секогаш се зборува многу, секоја година го зборуваме тоа за љубовта. Зборуваат владиците, зборуваат свештениците, монасите, граѓаните, но некако таа љубов како се помалку да има во нашата држава, да не речем нашето општество никогаш не било поподелено отколку што е сега буквално по сите основи. Имаме нетолеранција, непочитување, несакање на својот ближен. Како црквата може да помогне да се надмине оваа ситуација, затоа што е навистина жално ова што ни се случува во нашата држава? И во нашата послание великденско го посочуваме ова. Имено, ние знаеме дека во денешно време духовните вредности се целосно отфрлени, просто речено, и заменети, како што е, например, идолопоклонството, ја замени љубовта во Бога. Значи, ние сега на местото на Бога, во душата и во срцето и во умот, го ставивме сатаната. Таму се вели во Светото писмо, место, таму кога ќе седне на светото место, она што велиме мерзоста на запустението, а тоа е сушност гнасотата што постои, тоа е ѓаволот. Кога луѓето во својот ум и во својата совест и во своето срце ќе го имаат сатаната со неговите сите зла наместо Бога со сите негови добродетели. Тоа е седнувањето на мерзоста на запустението на светото место. Значи, светото место кај човекот е умот и срцето. Кога во умот на човекот ќе се вселат лошите мисли, ѓаволските мисли, демонските мисли, за богатство, за интерес, за злоба, за сите оние смртни гревови, гордоста, тука е идолопоклонството, тука е себелюбието, тука е мрзеливоста, тука е исто така унинието или немање желба за живот, тука е очајанието како предградие на самоубиството, оти најголемиот грев
кој не може да се опрости е самоубиството. Човек што ќе се самоуби, тој не може да го наследи Царството небесно. Зашто нема можноста по самоубиството да се кае. Значи, каењето наше е пред додека сме во живот, кога ќе заврши нашиот живот, кога ќе се оддели душата од телото, повеќе нема човекот можност за никакво покаяние. Но како да се надмине оваа ситуација? Како Ова може? ситуација може да се надмине само со воспоставување на, како сега го нарекуваат, историја на религиите или моралка или етика на религиите, всушност тоа е веронауката. Ако ние ја поведеме веронауката во училиштата, па дури во прешколска возраст, ако родителите се запознаат со верата наша и живеат според верата, се ќе се промени. Не можете вие да промените никаков систем кој отишол наопаку, ако сите луѓе гледат од првите луѓе како тие се однесуваат. Ако јас како архиереј, како владика, почнам да зборувам и секој мој збор е лага или говорење невистина, ако јас како владика немам ставови за верата и за животот, од што ќе се поучат верниците? Ако свештениците исто тоа го прават. Ако од друга страна и верниците велат, да, ние сме верници, големи верници се, ама вели, јас верник сум, ама не постам. Па како верник е тој што не пости? Ама верник сум, ама не мора да одам в црква. Каде ја покажуваме верата? Кога вели Господ, таму ке се собрани 23 во моје име, таму сум јас покрај нив. А тоа е местото во црквата, на заедничката богослужба, на литургијата божествена, каде што присуствува троичниот Бог, Отецот и Синот и Светиот Дух. Че останувате на ставот да се воведе како предмет? Без веронаука, односно нека се нарекува тоа и етика на религиите или историја на религиите, како и да го ставиме тоа име, без од предшколска возраст до факултет не се научат генерациите на вистинските духовни вредности, да знаат што е вистинска вредност, да знаат дека авторитет на сите авторитети е Бог, од кого потекнува животот и без кого не постои живот, освен живот во умирање или смрт. Тоа е со сатаната. Изборот е наш. Или со Бога, во Царството Небесно, во постојанен живот, во постојана литургија, така речено, со небесната литургија, каде што ќе бидеме во Царството Небесно, или постојано умирање и страдање со сатаната во адот, односно во пекол. Тоа е нашата. Нашата одлука е конечна. Не можеме ништо да промениме поинаку без да се едуцираме, да се на некој начин во верата добро упатиме, но не да ја научиме само, туку во живот, да ја сведочиме и да ја преточиме. За крај на ова интервју, едно прашање кое што беше актуелно посебно минатата година, околу признавањето на Македонската православна црква од Вселенската патриаршија. Цело време имаше некои информации, се доби една голема надежда дека ќе бидеме признаени, но како што поминува времето, некако да спласнуваат тие информации кои што доаѓаат од ФАНР. Дали причина за тоа е пандемијата или престанаа тие преговори и желбата на Вселенската патриаршија да не признае во овој момент? Мислам дека станува збор се уште за последиците од пандемијата, бидејќи очигледно е дека не се воспоставуваат контакти меѓу црквите во овој период на пандемијата или сосема се мали можностите за воспоставување на тие контакти заради пренесувањето на овој вирус, на оваа болест и особено сега со мутирањето на вирусот, каде што со право има и страв до некаде да не случајно од најновите мутирани вируси, како што е оној јужноафриканскиот или бразилскиот или сега индискиот и така натаму, за некои од нив дури велат дека не можеле ни вакцините
отпор да му дадат на тој вирус. Очигледно дека тоа е главната причина за да се воспостави таа комуникација, односно тие официјални контакти или средби со Вселенската патријаршија за разрешување на нашето прашање на нашата самостојност, односно автокефалност. Дедо Владика, ви благодарам за разговорот. Се надевам дека ќе имаме прилика и во наредни емисии на Инфорегион да отвориме и други актуелни теми и прашања. Благодарам и јас на поканата да бидам гостин на вашето студио. Драги гледачи, тоа беше разговорот со митрополитот Преспанско-Пелагонски, господинот Петар. Се надевам дека отворивме доста интересни прашања кои што се актуелни во овој момент, а кои што ги интересираат и граѓаните и верниците, кој е ставот на црквата по одредени прашања за кои што разговаравме денес. Со наредни информации се гледаме во идното издание на Инфорегион.